Игра за собирање на политички поени, разнишана врска меѓу шефот на државата и СДСМ или нешто друго. Ова прашање се поставува откако Пендаровски одби да го потпише законот за дивоградби, кој беше изгласан во собранието. Според груби бројки, станува збор за околу 50.000 дивоградби, кои доколку се донесе овој закон, треба да се легализираат. Пендаровски се противи и не става параф на законот. Образложението е дека текстот бил во спротивност со некои од темелните вредности на Уставот. Ако шефот на државата се грижи за Уставот, тогаш легитимно се наметнува прашањето дали ќе побара од владата овие 50.000 објекти да бидат урнати, а собствениците да одговараат пред законот. Ако не побара, тогаш ставањето параф може да значи и обид на председателот да добие политички поени на сопственото конто, демонстрирајќи независен став од партијата на власт, чиј рейтинг паѓа. Што ќе побара Пендаровски за оние 130.000 случаи кои се уште се по фиоки и не се решени по стариот закон? Односно, што ќе се случи со луѓето кои поднеле документи во законски рок, но предметите не им се решени? Ќе барали Пендаровски да одговараат институциите кои не ги истерале процедурите до крај? Ки иницирали шефот на државата сите тие 130 дивоградби да се урнат, инвеститорите да се гонат во кривична постапка, а градоначалниците на општините, како и стручниот кадар, да се обвинат за кривично дело, затоа што не пријавиле кривично дело, создавајќи му свесно на друг значителна имотна добивка и не отпочнале уривање на тие дивоградби. Дел од политичките партии кои гласаа законот да биде донесен, велат дека со новиот закон легализирањето нема да биде по иста цена по 1 евро, туку повеќе и со поскапи комуналии. Например, ако метар квадратен треба да биде 100 евра, со овој закон ќе биде 150. Сепак, законот за дивоградби ја разбранува јавноста. Голем дел од луѓето го критикуваат, додека пак оние семејства кои се засегнати го поздравуваат. Со непотпишувањето на законот од страна на Пендаровски, истиот сега треба да биде вратен во собрание, а доколку повторно се изгласа, шефот на државата, според процедурата, мора да го потпише. Премиерот Заев, коментирајќи го непотпишувањето на Пендаровски, вели дека тоа било придобивката од демократијата и ќе ги разгледале забелешките од председателот. Вели дека со законот секој друг објект, освен за примателите на социјална помош и на сиромашните, се дава можност да се легализира. Колективните згради не. Дополнително ќе плаќаат 50% поголем надоместок отколку што би платиле при редовно добивање на одобрение за градба. Можеме денеска да донесеме дослухот на јавноста се и вие, новинарите и медиумските работници, и да кажеме стоп на легализацијата. Нема дилема, но тоа значи од утре овие градоначалници, транспорт и врски да рушат. Мора да срушат 50.000 домови. Јас го кажувам тоа, таа е одлуката. Пред која што сум исправен јас, градоначалниците и сите. Ќе ги срушиме овие 50.000 домови или ќе дадеме можност да се легализираат со тоа што викаме овој пат 50% повеќе ќе платат сите што не се под прагот на сиромаштијата, опфатени како центрите за социјални работи и слично. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак изјави дека право на председателот е тоа да не го потпише указот. Но посочи дека во минатото ставал потписи на многу поштетни закони, како за економијата, така за граѓаните и за националните интереси.